Апсолутно, како влада работиме најпрви на фискална консолидација. Тоа е нешто кое што го бара и меѓународната заедница од нас. За жал, како влада, кога бевме избрани, па до ден денес, состојбата беше таква каква што беше, со огромен буџетски дефицит, со лошо проектирање на приходната страна, со слабо проектирање на расходната страна и буџетски дефицит кој што беше 4,5-5% од бруто домашниот производ. Ние имавме целосна фискална консолидација 2006 година. Министер за финансии беше Никола Поповски. 4% отпуштивме од администрација, Никола тука црсто држиш, и се мислам дали 2 или 3% го сведовме буџетскиот дефицит. 2006 имавме одлична финансиска консолидација. И тоа беше за поздрав. Тогаш се случи 2005 на крај да не признае Америка под уставно име. Се случи 2005 да станеме земја кандидат за влез во Европска унија. Значи се случија убави работи. Се види дека државата ги фати дизгините. У живот немаше паднато банкарска гаранција на електростопанство. Се случи за претходното владење на ВМРО да помене да падне банкарска гаранција на електростопанство. Не знам дали во времето кога бил Кристијан директор. Значи ние карма каша направивме од буџетот. Не почитувај закони, не почитувај формули за покачување на пензии, на плати, на едно друго, терај, шири администрација, вработувај ти од партијата, едно друго, дуј го балонот и ќе ти речат финансиски си не консолидиран. За жал вика сега дојде тоа да платиме некои други влади што се задолжувале. И па кредитот што го зема од маđарите, ти ќе го враќаш или некоја друга влада.